Следите ново издание на регионалните вести. Од денес до крајот на учебната година се спроведува екстерното тестирање на учениците од основните и средните училишта. Првиот ден на полагањето во Тетово и Гостивар се одвиваше непречено. Во основните и средни училишта на подрачјето на Гостивар и Тетово денес започна екстерното тестирање на учениците. За одговарање на 30 прашања со понудени одговори, учениците имаа време од 1 час. Распоредите на полагање беа претходно објавени, а предметите што ги полагаат учениците ги дознаат 3 дена пред тестирањето. Според податоците од Општинското одделение за образование во Гостивар со екстерно ќе бидат опфатени вкупно 7666 основци и средношколци. На првиот ден од тестирањето процесот течеше непречено. Во нашето училиште, Средно економско општинско училиште Гостивар од Гостивар, вкупно екстерно ќе се проверуваат 671 ученик, од кои 155 на македонски наставен јазик, 451 на албански наставен јазик и 65 ученика на турски наставен јазик. Средното економско општинско училиште Гостивар од Гостивар во целост ги има извршено подготовките за успешна реализација на екстерната проверка на учениците. Нашето училиште располага со 2 кабинета од по 30 работни места, кои се сосема доволни за циркулација и обслужување на учениците кои ќе бидат подложни на екстерна проверка. Денеска почнуваме со екстерното тестирање на учениците. Од прилика се опфатени 882 ученика кои ќе се тестираат во целина, што значи дека денеска 317 ученика ќе се тестираат по различни предмети. Ние сме спремни и технички и професионално, веќе ова е 3-та година откако се тестираме, така што се одвива во најдобар ред, како можете да забележите и вие со вашата камера. Екстерното тестирање продолжува во наредните денови до крајот на учебната година. Државниот испитен центар ќе ги објави резултатите откако ќе ги сумира и обработи податоците од испитите. Екстерната проверка на знаењето е задолжителна за сите ученици од 4-то одделение основно до 3-та година средно образование. Оние кои поради болест или учество на меѓународен надпревар не присуствуваат на првично закажаниот датум, треба да се појават на следната сесија во август. Пребрзо возење, невнимателно вршење дејствие и некористење заштитна опрема се најчестите причини за сообраќајните незгоди во кои се вклучени мотоциклисти. Полицијата апелира за поголема внимателност. Деновиве на поширокото тетовско подрачје зачестија сообраќајните несреќи во кои непосредни учесници беа мотоциклистите, а кои во последно време ги има се повеќе на улиците и патиштата. Само во втората половина на месецот, например, се случиле 6 вакви несреќи и со исклучок на една сите други завршиле со сериозни последици, односно со вкупно 5 повредени лица, информираат од СВР Тетово. Според полицијата, причините за несреќите се од поодамна познати: пребрзо возење, невнимателно вршење дејствија и некористење заштитна опрема пред се кациги. Имајќи ги во вид овие состојби и околности, секторот за внатрешни работи Тетово веќе ги интензивираше контролните активности, кои со несмалено темпо и динамика ќе се реализираат и во наредните летни месеци, кога всушност и најмногу се користат мотоциклите. Паралелно со активностите ќе продолжат и апелите до мотоциклистите, задолжително да поседуваат возачки дозволи, на време да ги регистрираат нивните моторцикли и редовно да употребуваат кациги. Во спротивно тие ќе се соочат со соодветни поднесоци и со глоби, кои зависно од утврдениот прекашок се движат од 45 евра за кацига до 500 евра во денарска противредност за нерегистриран мотоцикл. 16-годишна девојка пешак повредена во сообраќајка на магистралниот пат Гостивар-Кичево. Првично причина за незгодата е пребрзо возење. Во сообраќајка повредена 16-годишна девојка. Незгодата се случила вчера попладне на магистралниот пат Гостивар-Кичево на Стража. Во неја учествувале патничко возило Opel Astra со кичевски регистерски таблици, што го управувал 27 годишен албански државјанин од Тирана и 16 годишна малолетничка пешак од Гостиварско Чегране. Возачот на Астрата веднаш ја однел повредената малолетничка во Гостиварската болница и по укажаната помош таа е пуштена на домашно лекување. По овластување најавен обвинител, екипа од полиција
полициската станица Гостивар извршила увид и се утврдуваат причините за несреќата и се друго. Првично причина е неприлагодена брзина. Инаку минатиот месец во Тетово и Тетовско вкупно регистрирани се 51 сообраќајна несреќа или 10 помалку во споредба со ланскиот мај. Една од нив завршила со трагични последици, односно со загинат сопатник во патничко возило, кое поради неприлагодена брзина излетало и се превртило во нива на автопатот Тетово-Скопје. Во 5 несреќи 6 лица здобиле тешки, во 26 несреќи 60 лица телесни повреди, додека во 19 причината е само материјална штета, која вкупно се проценува на близу 2.800.000 денари. Најчеста причина за несреќите во овој период е пребрзо возење, појава која продолжува и годинава во поширокиот Полошки регион. Најголемиот број од мајските несреќи се случиле на тетовските улици, кои беа и остануваат сообраќајно најризични, а потоа следува автопатот, регионалните патишта кон Пирок и Јажинце и така натаму. Најмногу несреќи пак регистрирани се во Петоците, и тоа во попладневните часови, односно од 16 до 18 часот, кој впрочем е и најфреквентниот период или шпицот, како што поинаку се нарекува. Минатиот месец Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај спроведе повеќе превентивни и контролни активности, во чие средиште беше брзината со која се движат возилата, потоа колку од возачите управуваат под дејство на алкохол, дали поседуваат валидна возачка дозвола и слично, а во неколку наврати се контролираше и однесувањето на пешаците во сообраќајот. Веб страна за алтернативен начин за заработка за студенти, невработени или вработени лица промовирана пред тетовци. Преку фриленсинг до остварување на вашите кариерни цели беше темата на работилницата која се одржа денес во Американското катче во Тетово. Студенти, невработени лица или вработени кои се во потрага по дополнителна заработувачка имаат можност да дојдат до хонорар на алтернативен начин преку фриленсерството. За сите заинтересирани денес во Американското катче во Тетово беше организирана работилница на тема преку фриленсинг до остварување на вашите кариерни цели. Денеска ја организираме втората работилница за фриленсинг на тема како да ги остварите вашите кариерни цели преку фриленсинг. Работилницата представува дел од караванот на hitlancer.com, а hitlancer.com е онлайн веб платформа која што возможува поврзување на фриленсери, или тоа се лица со одредени капацитети, знаења, вештини, и од другата страна креатори на проекти кои што се во потрага на овие фриленсери за нивно привремено интелектуално ангажирање. Од тоа што можам да го видам, сите што се дојдени на денешната работилница во Тетово, во Американскиот корнер, Американското катче во Тетово, тука се студенти, дипломирани, оние кои што бараат друга работа, кои што имаат работа, може да учествуваат дури и компании, затоа што ние нудиме услуги и за компаниите, организации, а од друга страна и за луѓето кои што имаат работа или се во потрага по нова работа. Учесниците на денешната работилница се запознаа со веб платформата hitlancer.com, која има за цел да ги поврзе компаниите или индивидуите со лица со одредени знаења и вештини за нивно интелектуално ангажирање за одреден временски период. Целата постапка треба да ако сакате да аплицирате на некој од објавените проекти на hitlancer.com, треба да креирате профил како фриленсер. А ако сакате, вие имате потреба нешто да ви биде завршено или на вашата компанија, тогаш креирате профил како креатор на проект. Значи има две кориснички страни. Фриленсерите ја вршат работата на креаторите на проекти, и фриленсерите треба да ги поседуваат потребните вештини за проектот кој што е објавен. Сега да речеме објавен проект за дизајн на постер, и вие треба да поседувате вештини од областа на дизајн за да можете да го изработите тој постер. Нормално, ако поседувате вештини од областа на интернет маркетинг, нема да соодветствува со проектот кој што е поставен, значи со вештините кои што вие ги поседувате. Значи мора да се усогласуваат. Потоа креаторот на проект, откако ќе му аплицираат фриленсери на проектот кој што го има објавено, креаторот на проект си го избира најкомпетентниот фриленсер за да го изработи проектот. И потоа има одредено рок за колку време треба да биде завршен тој дизајн конкретно, или проектот колку време треба да биде завршен. Откако ќе биде завршен проектот, завршува проектот, а парите се исплаќаат директно на фриленсерот од страна на
креаторот на проект. Веб платформата hitlenser.com е поддржана од амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. 16-годишниот тетовец Јован Илиевски го издаде неговиот прв роман Кругот на животот. Ова е негово второ книжевно дело, чија промоција е закажана за утре во Државното средно музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во 19 часот. Целосното интервју со Јован ќе го гледате веднаш по завршувањето на регионалните вести. Кога се добро и тече како што треба, не очекуваш да се разочараш од ништо, но што кога се ќе се испреврти, животот ќе те земе во канџите на неговата темна страна. Што тогаш? Дали ќе бидеш онаму каде што сакаш или онаму каде што треба да бидеш? На овие прашања средношколецот Јован Илиевски дава одговор во неговиот роман Кругот на животот. Станува збор за книжевно дело чија филозофија е животниот циклус низ кој поминува секое животно битие на овој свет. Промоцијата на книгата е закажана за утре. Промоцијата планирам да се одржи ова среда во 19 часот и за моето дело ќе зборува Јован Дамјановски. Планирам да биде стандардна како и секоја промоција, само што извадоци од делото ќе читаат Марија Главчева и Антонио Павловски од Скопје. Книгата носи наслов Кругот на животот. Има интересни информации околу неа кои што велат дека за релативно кратко време, за нецел месец ја напиша листата, а истиот роман, психолошки роман кој што не е нимало мал, да кажам, по обем, затоа што има цели 400 страни кои што, повторувам, се ги напишал за нецел месец. Имаше ли предходно и цело сценарио, цела таа приказна во глава за да седнеш и во еден стив ја напишеш, или? Да, па направив некоја си моја хронолошка приказна и ја напишав содржината како некој концепт за пред да почнам да ја пишувам, а потоа нели следи само следење на тие точки во концептот што сум го напишал и се случи книгата. Да. За која публика ја препорачуваш, на која публика, читачка публика ја препорачуваш истата? Мислиш дека најмногу ќе им го одвлече вниманието и што мислиш дека според тебе најмногу ќе побуди интерес во неа? Па, мислам дека за ниједна генерација, ниједна книга не е забранета, но ова ја препорачувам над 20 години, можеби, а најмногу она што ќе им остави впечаток на читателите е тоа што самата книга има непредвидлив крај и тоа што раскажува една животна приказна за едно семејство кое во кое можеме сите да се пронајдеме, да. Според Јован, овој роман ќе ве научи дека се е во надежда. Некогаш завршува добро, а некогаш создава бескрајна мизерија без дно во која ние самите упорно се давиме. Во среда православните верници ќе го чествуваат празникот посветен на светите царица Елена и царот Константин. Во село Туденци истиот ден ќе се осветува камен темелник на камбанарија во манастирскиот комплекс Свети великомаченик Георги Победоносец. Празникот посветен на светиот цар Константин и светата царица Елена православните верници ќе го чествуваат во среда. Празникот со голем црковно-народен собир ќе се одбележи во тетовското село Блаце. Со почеток во 9 часот во црквата во Блаце, подигната во чест на цар Константин и неговата мајка царица Елена, ќе биде отслужена света богослужба. Ќе биде извршен водосвет и ќе биде прережен кумскиот колач. За сите присутни верници ќе биде приредена и братско-сестринска трпеза на љубовта.
Исто така во среда на празникот посветен на светиот цар Константин и светата царица Елена во село Туденце ќе се осветува камен темелник на нова камбанарија во манастирскиот комплекс Свети Великомаченик Георги Победоносец. Осветувањето ќе го изврши неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, ќе започне во 15 часот и 30 минути. Неделата по Духовден, 7 јуни, се Петрови поклади кога започнуваат Петровденските пости. На овој ден црквата го празнува споменот на сите светци. Овој празник меѓу народот е познат и под името Си свети. Се празнува за да им се оддаде почит на оние светци чии имиња не се познати како поради нивната бројност, така и поради тоа што нивниот култ во одредени краишта не заживеал. Споменот на овие светци се празнува заедно со споменот и на оние светци кои имаат и посебни празници, за да се покаже дека сите верувале во еден Исус Христос и за него страдале. На 24 јуни пак православните верници ќе го чествуваат празникот посветен на светиот апостол Вартоломеј и светиот апостол Варнава. Според житието, светиот апостол Вартоломеј бил еден од 12-мината големи апостоли. Заедно со светиот апостол Филип и со сестрата на Филип, девицата Маријам, а некое време и со свети Јован Богослов, го проповедал Евангелието најпрво во Азија, потоа во Индија и најпосле во Ерменија, каде што завршил и маченички. Светиот апостол Варнава бил роден на Кипар од богати родители од племето Левиево. Се викал Јосиф, но апостолите го нарекле Варнава, син на утехата, зашто умел да ги теши човечките души. Пред тетовската публика во сабота 6 јуни во Центарот за култура во Тетово ќе биде прикажана представата Театарски џумбус, која ја подготвува група млади ентузијасти. Група тетовски ентузијасти подготвуваат театарско шоу. Веќе 3 месеца 40 на млади таленти, средношколци и студенти вредно работат на представата Театарски џумбус. Тетовската публика ќе може да ужива во спој на неколку едночинки, исполнети со хумор и сериозни моменти, вели авторот и режисер на представата Игор Томески. Можеме да најавиме дека шоуто ќе биде нешто несекојдневно, значи ќе понудиме нешто ново, нешто свежо, нешто експериментално, кое што дефинитивно ќе задоволи тетовската публика и сите ќе излезат задоволни од Центарот за култура. Театарски џумбус е еден експериментален концепт, спој на неколку едночинки. Имаме разни комедии, имаме сериозни моменти, моменти кои што ќе ве замислат, моменти кои што ќе ве натажат. Значи, спој на доста хумор, доста забава на едно место. Со оваа представа актерите сакаат да испратат порака, повеќе да се ценат младите во земјава и да им се даде можност да го покажат својот талент во театарот. Па и самата тематика на Театарски џумбус е немањето простор и услови за младите тетовски таленти да се развиваат. Токму тоа е пораката на Театарски џумбус и затоа сме само млади, значи не сме член на некое студио, немаме некаква поддршка од некое здружение. Сакаме да ја отсликаме реалната ситуација во нашата држава, кога станува збор за младите таленти и да го дигнеме, да дигнеме свеста кај граѓаните дека нешто треба да се промени за да културното ниво на Тетово како град и на Македонија да оди и да се развива на повисоко ниво. Актерите аматери во оваа представа се млади личности, од кои дел веќе стапнале на театарските штици, но некои од нив за прв пат ќе го доживеат тоа искуство. Мојата улога во овој театарски џумбус е споредна улога. Имам искуство од една представа од Пишани претходно, сега сум втор пат во театар. Во оваа представа сакаме да изјавиме за многу млади членови од Тетово и околината да може слободно и они да дојдат во театар и они да бидат глумци. Не само да си имаат на памет дека сакаат да бидат, а не се. Значи, даваме еден пример на младите да имаат поголема желба и да ја изразат, да можат да дојдат на сцена и да пробаат. Ова е моје прво искуство во драмскиот театар. Е еден голем предизвик за мене, затоа што сепак прв пат. Јас имам глумено и во филм, но сепак ова е нешто ново, друг предизвик и се надевам дека се ќе биде во најдобар ред. Режисерот на вистина се залага за да се представиме во најдобро светло и ова сметам дека е на еден начин и поддршка од моја страна за сите млади талентирани актери кои што се
на некој начин потиснати од останатите, не може да си го покажат талентот онака како што треба. Јас сум на сцена од 2006 година, тога значи почнав прв пат со представите и сега повторно се вратив на сцена. Игор ме покани како режисер. Ја носам главна улога, една од носечките улоги, ја играм Наталија Степановна, Русија во 18 век. Па сакаме да кажеме дека младите таленти се тука во сенка и повторно за да излезат не треба да се бидат дел од некое драмско студио за да го покажат својот талент и знаење. Представата Театарски џумбус премиерно ќе биде прикажана пред тетовската публика на 6 јуни во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово со почеток во 19 часот. Пропадна свечено отворање на сплав на Сава во Белград. Сплавот од ненадеж почнал да тоне, најверојатно поради преголемиот број гости кои дошле на отварањето. Во моментот на него имало преку 100 лица. За среќа нема повредени, бидејќи гостите навреме биле евакуирани. 30 од присутните, меѓу кои 10 пожарникари, синоќа се обиделе со сајли да го извлечат сплавот од вода. Грција на кредиторите им испрати детален предлог со реформи, соопшти денеска грчкиот премиер Алексис Ципрас и ги повика европските лидери да го прифатат планот за да биде склучен долгоочекуваниот договор. Европските лидери и шефот на Меѓународниот монетарен фонд синоќа во Берлин одржаа вонреден состанок на кој разговараа за начините како да се избегне банкрот на Грција и се согласија да се интензивираат разговорите за судбината на земјата. Според извори запознаени со содржината на состанокот, целта на средбата била да се остави понуда која Грција може да ја разгледа во наредните денови. Полицијата во Франција утро во разор на камп кој беше подигнат под мостот на воздушното метро Ла Шапел во центарот на Париз. Во кампот во неподносливи услови престојуваа над 350 мигранти. Официјалното образложение за ваквата постапка на полицијата е дека тоа е направено поради санитарни причини. Расторањето на кампот беше најавено уште за време на изминатиот викенд, откако на имигрантите им беше даден рок од 48 часови да го напуштат местото. Меѓу 350 лица кои живееја во кампот, најголемиот број беа од Судан, Еритреја, Сомалија и Египет. Француската министерка за социјални работи ја оправда операцијата со образложение дека санитарните услови биле такви, што во дивиот камп постоеле ризици од епидемии на прво место за тие кои живееа во него. Предвидено е евакуираните лица да бидат згрижени од француските власти и хуманитарните организации во соодветни и пристојни животни услови. ФИФА негира дека генералниот секретар на организацијата Жером Валцки е бил вмешан во исплатата на 10 милиони долари. Валцки е еден од осомничените во истрагата на САД за корупција во фудбалската асоциација. Според соопштението, тој немал улога во исплаќањата кои биле одобрени од страна на председавачот со финансискиот комитет на ФИФА. Кинеските државни медиуми јавуваат дека патнички брод со 458 луѓе потонал во реката Јангце во провинцијата Хубеи. До сега биле спасени само 10 луѓе, меѓу нив и капетанот, кој изјавил дека бродот почнал брзо да тоне бидејќи бил зафатен со големо невреме. Некои патници се уште се наоѓале во бродот и можело да се слушне како бараат помош. Денес имавме сончево време со умерена облачност, попладне со услови за краткотраен дожд и ретки грмежи. Утринската температура се движеше од 9 до 13 степени, а дневната од 20 до 28 степени. УВ индексот изнесуваше 8. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 8 до 15 степени, а дневната од 24 до 30 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Дојдовме и до крајот на денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието со кое и овој пат не следевте. Пријатно!